Па секако дека да, е крај на сезона, но крај на сезона не е само за нас, туку и за нив. Ќе бидеме максимално подготвени. Сега имаме малку поголем период за подготовки до надпреварите. Сигурен сум дека ќе го искористиме за да се покажеме во добро светло и во петок и на 9 во Казахстан. Секако дека ја сваќаме. Играме два многу важни надпревари во овие квалификации. Свесни сме дека испуштивме 2 бода со Велс и затоа ни е многу криво, но сепак животот продолжува и имаме нови 2 надпревари за нова борба, за ново докажување. Мотивација за да се игра за Македонија, дали е тоа јуни, дали е декември, дали е нова година, мислам дека не треба да представува проблем. Сигурен сум дека за никој тука не представува проблем. Да, крај на сезона, замор, повреди, но подготвени сме добро да сме спремни и да дадеме максимум на следниве 2 надпревари. Се слушаме сите со селекторот индивидуално, бара да сме максимално професионални и ангажирани и тоа сум убеден дека секој кој го направи. Имаме доволно време за анализа за двата противника и сум сигурен дека ќе го искористиме овој период да го направиме тоа. Па не мислам дека многу луѓе мислат дека Белгија е сега некоја послаба репрезентација. Ја искрено не го мислам така. Белгија отсекогаш имала фантастични фудбалери. Можеби на имиња оваа генерација е малце понезвучна, но сепак имаат играчи од светски калибар, играат во топ 5 лиги, во топ клубови, така да за Белгија да се збори дали е квалитетна или не, мислам дека нема потреба, така